Заев не кажува дали ќе се поднесе оставка ако изгуби на изборите на 12 април. Вели, убеден бил дека ќе победела. Сега знаеме дека ќе победиме. И затоа остануваме на ставот. Воопшто не размислуваме за таква работа, заради тоа што знаеме дека ќе победиме. Овие изборни циклуси Заев калкулира со одговор на прашањето дали ќе поднесе политичка одговорност ако изгуби на изборите, што во минатото не беше пракса за него. Во ек на референдумот, екс-премиерот ја уверуваше јавноста дека доколку народното изјаснување за промената на името биде неуспешно, тој ќе се повлече од политиката. Јас сум толку сигурен дека ќе успее референдумот во Република Македонија, што одговорот е да, ќе заминам. Ако не успее референдумот во Република Македонија, тоа значи дека едно од најсериозните гаранции за едината на мојата земја јас не сум успеал да ги постигнам, убедувајќи го мнозинството од овој народ. Како премиер имам мандат до декември 2020 година. Ако падне референдумот и не успее, веројатно завршуваме ние со политиките овде. Иако цензусот на референдумот не беше исполнет, а со тоа и законски референдумот не беше успешен, сепак Заев го промени името и оставка не си даде. Но тоа не е прв пат Заев да си најави оставка, а истата да не ја поднесе. Во 2016 година, како што своевремено пишувал весникот Дневник, екс-премиерот истакнал дека ако не победи на 11 декември, ќе се повлече од функцијата. Ако ги загубам изборите, ќе си дадам оставка и ќе заминам од политиката и тоа ќе им биде јасно на сите. Ако победам, ќе ги добијам одговорноста и честа да го имплементирам овој нов концепт за кој се залгам и да докажам на сите дека може Македонија да биде добра земја. Но овој пат Заев не кажува дали ќе си даде оставка ако изгуби, а избегнувањето да одговори конкретно на ова прашање, според Мицковски, јасно покажувало дека партиските структури на СРЗ се демотивирани, па Заев тактизирал со одговори. После дебаклот, на 12 вечерта ќе имате можност да му го поставите ова прашање на господинот Зоран Заев. Сега сте поразен, изгубивте, дали сега ќе си поднесете оставка, бидејќи тогаш веќе тоа ќе биде реалност. Останува отворено прашањето, што ќе направи Заев доколку загуби на изборите. Дали ќе остане на чело на СРСМ или пак овој пат на вистина ќе се замине од политиката.